За време на Втората светска војна, овдека во Пајкомало се случувале настани кои што можеби најдобро го отсликуваат стремежот на македонскиот народ и желбата после векови и векови робство да има сопствена држава. Ќе ви раскажам една приказна која што претпоставам многу малку од вас ја знаат, меѓутоа е многу интересна и е тоа една моја можеби лична или фамилиарна приказна. Просторот позади археолошкиот музеј, ако се движите нека комерцијална банка, ќе видите еден мал објект. Тоа е практично влезот на старата куќа на дедо ми Серафим Видовски, првоборец, кој што за време на Втората светска војна со своите пријатели, својата електричарска работилница овдека во центарот на Скопје, каде што се наоѓал, да речеме, кај што било и седиштето на бугарската фашистичка полиција во тоа време, организирал илегална работилница која што за потребите на партизанските одреди успешно произведувала нагазни мини, експлозивни направи. Сега ќе ви покажам како изгледа тој простор денеска. Ова е влезот, најчесто за жал оваа врата е затворена бидејќи никогаш не сме имали интерес да посебно да ја покажеме нашата историја. По овие скали надоле влегуваме во подрумот. Сега гледате ова еден мал симпатичен музејски комплекс. Ова е макетата на куќата на Серафим Видовски и објектот каде што мојата мајка израснала. Еве ги темелите на старата куќа. Тука била работилница, како што кажав, електричарска, се поправале разни работи. Меѓутоа, навечер, од превозот на ноќта, се случувале едни интересни процеси. Се произведувале, да речеме, вакви нагазни мини, кои што потоа се употребувале во организираната борба против окупаторот. Радиостаници кои што биле поправани, разни радија. Многу често бугарската полиција влегувала во овој објект, имали информација, душници, претпоставам дека тука нешто се случува, меѓутоа многу пати не успеале ништо да најдат. Дури некои бугарски полицајци барале нивното радио да биде поправено од страна на дедо ми Серафим. Динамитите што ги чувал биле скрини во јаглен, кој што тогаш го користеле за грејење на куќата. Тука се уште е зачувана војната опрема која што ја користел. Сандаци со оружје кои што биле складирани овдека во центарот на Скопје. Заради ова своја работа, дедо ми 3 пати бил апсен од бугарите, 2 пати завршил во затвор, заедно со своите многу добри другари Коце Металец и Васил Антевски Дрен. За жал, Дрен загинал во бугарските затвори, дедо ми успеал да избега и потоа повторно да се врати во Скопје и повторно да ја реактивира ова работилница се до 13 ноември, односно денот на ослободувањето на Скопје. Зошто ја раскажувам целата оваа приказна? Замислете во каков мотив имале овие луѓе, конкретно и веќе го земам примерот бидејќи најдобро го познавам со дедо ми Серафим, во куќата кај што живеело неговото семејство, да ризикува се во подрумот на таа куќа да организира ваква работилница, која што доколку била откриена би ги коштало живот, претпоставувам, сите членови на неговото семејство. Колкава била желбата за слобода, колкав бил поривот конечно по многу векови да имаме сопствена држава, односно македонскиот народ и сите други народи кои што живеат тука, меѓутоа првенствено македонскиот народ да има сопствена држава. Сонот дека после многу векови конечно ќе можеме сами да си организираме своја држава, да имаме своји институции, своји болници, своји академии, да можеме на локални избори сами да гласаме, да биде првпат во историјата сами да одлучуваме за себе. Таква шанса добивме, меѓутоа да видиме што правиме ние со нашата слобода. Колку многу го почитуваме тоа што овие наши предци, не само дедо, има и други луѓе кои што многу повеќе дале, некој живот дале и така натаму, како ние се сеќаваме на нив и како го градиме наративот за борбата и страдањата и жртвите кои што сме ги дале за слобода. Ќе го земам за пример ова мало музејче во срцето на градот. Прво што гледате, пред музејот на илегалната работилница има измет. Цвртите на десно, покрај скршените плочки, има големо количество на ѓубре. Самото објектче, самиот влез е уништен со графити. Влезот е превалкан и со коров е полн. Ако направите кругче, ќе го видите ова. Зошто го кажувам, зошто ја раскажувам оваа приказна? Бидејќи е навистина срамота како не знаеме и како не можеме да си го почитуваме своето. Кога конечно можеме да градиме свој наратив, кога имаме вакви приказни во центарот на градот, ние наместо тие да ги афирмираме и да ги користиме како како мотивација на сите наши граѓани, посебно на учениците, дека за оваа држава вреди многу да се направи, ние оставаме тоа да биде на брука. И многу пати сум кажал, не може да никој да не почитува доколку самите не се почитуваме. Кога можеме сами да одлучуваме каков ќе биде нашиот простор,
ние одбираме да биде вака. И затоа се извинувам, меѓутоа никој не е крив. Ваквата немарност кон нашето се пресликува сегде. Наместо да направиме држава отворена, модерна, чиста, космополитска, со образовани граѓани, со колку толку фер политичари кои што место за себе ќе се грижат и за државата, ние одлучуваме самите на себе да си го уништуваме нашиот идентитет. И тоа е нешто навистина тажно. Принципот на негрижа кон овој музеј, се извинувам што го земам сега само овој за пример, бидејќи највеќе сум запознаен, морам од негде да ја градам приказната. Примерот за негрижата за овој музеј се пресликува за негрижата на целиот простор, се пресликува за негрижата за околината на собранието, за околината на владата, за околината на Народната и универзитетска библиотека. Практично сегде мора да научиме да се сакаме и да се почитуваме. А тоа ќе го направиме ако просторот во кој што живееме го направиме уреден, ако се сеќаваме на нашите предци кои што дале се денеска ние да бидеме свој на своето и ќе инвестираме во образованието на нашите млади,